Ефективна затворска казна од 1,5 година добија директорите на тетовската болница Флоријан Бесими и Артан Етеми на повторното судење за пожарот во модуларната болница во Тетово, во која изгореа 14 лица. Судот ја прогласи и болницата како одговорна за предизвикување општа опасност, зашто ќе треба да плати 1 милион денари. Судот одлучи дека обвинетите Флоријан Бесими и Артан Етеми во рок од 5 месеци од небрежност не поставиле противпожарни апарати во модуларната болница, со што ја загрозиле општата сигурност. За ова кривично дело предвидена е затворска казна од 1 до 5 години. Семејствата на загинатите пациенти, иако не се задоволни од пресудата, и најавија жалба. Вината ја гледаат и кај поранешниот министер за здравство, Венко Филипче, како и кај директорот на фирмата која го доби грантот од Светската банка за изградба на модуларната болница, Кочо Ангјушев. Пред судот требаше да дојде и министерот Филипче, Ангјушев, фирма Бако, инсталацијата на струјата што ја стави во модуларната. Тие треба да бидат виновни за оваа трагедија, ама државата одлучи Флоријан Бесими и Артан Етеми да бидат казни 1 година и 6 месеци. Не викам дека немат вина и овие, ама вината погоре, се знае државата кај е винава. Обвинетиот Бесими исто така ја посочи изградбата на објектот како причина за пожарот кој лесно избувнала, потоа бурно се проширил, а не недостатокот на противпожарни апарати. Ме обвинија за недостаток на противпожарни апарати, а во постапка докажавме дека имало ПП апарати. Иако одбив од почеток да го прифатам објектот, а тоа го гледате вие сами тука дека не сум се подпишал, и покрај тоа што ние успеавме да докажеме дека имало ПП апаратите, иако што сведоците потврдија дека имало апарати, иако сите ние со овие очи видовме, тој пожар не можеше да се изгаса со ниту еден рачен апарат. Од ЈЗУ клиничка болница Тетово најавија жалба за пресудата, која ја нарекоа последица на грешно утврдена фактичка состојба. Обвинителот, како и обвинетиот Артан Етеми, не беа присутни на изрекувањето на пресудата и засега не е познато дали и обвинителството ќе се жали на пресудата. Во првата пресуда за овој случај, Бесими и Етеми добија условна казна од 1,5 година затвор, но по жалба на обвинителството, апелација го врати предметот на повторно судење.